Почитувани сограѓани и почитувани медиуми. Злото наречено СДСМ, кое во изминатите 2 години ги труе граѓаните со непотизам, криминал, распродавање на националните интереси и штетни политики во сите сфери на општественото живење, сега ја труе и животната средина. Главниот проект во предизборието на градоначалникот Јовановски беше чист воздух за сите и чиста и здрава животна средина. За чистиот воздух видовме зимата, кога мерната станица за малку ќе експлодираше поради енормната загаденост и отровот кој го дишевме сите ние граѓаните. Дали сега сме сведоци за тоа како се загадува животната средина и тоа преку прочистителната станица, проект кој што треба да овозможува еколошки здрава и чиста средина. Дали талогот и тињата, кои како остаток од прочистувањето на отпадните води излегуваат од станицата, се закопуваат во земјоделското земјиште. Загрижени граѓани реагираа до нас и ни ги испратија овие фотографии. Дали Јовановски и надлежните се свесни какви последици врз околните земјоделски површини и култури можат да предизвикаат ваквите действија? За ова ли граѓаните секој месец плаќаат за 60% повисоки сметки за вода и го празнат нивниот семеен буџет? Ќе сноси ли одговорност некој, доколку со ваквото неразумно однесување се предизвика поширока еколошка катастрофа? Тука ќе го подсетиме градоначалникот и на низата лажни ветувања кои што тој ги даде пред граѓаните за чист и еколошки прилеп. Во својата предизборна програма Јовановски ветуваше набавка на нови возила за собирање на смет и метење на улиците, расчистување на сите диви депонии, покривање на коритото од Дабничка река, изградба на фабрика за рециклирање на отпад во депонијата Алинци, поставување на подземни контењери во централното градско подрачје, пошумување на ридовите и планините околу градот и така натаму, уште низа други нереализирани проекти. Сега, после 2 години од како ги излажаа граѓаните, е повеќе од јасно дека ветувањето на овие луѓе за чиста и здрава животна средина се ништо друго освен една голема лага. Ви благодарам.